Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие гледате 4 сезони и верувам дека уживате бескрајно. На денешното мени имаме чипс од коренес зеленчук со тахини сос и цитрусен гел и многу интересна италијанска паста. Драги мои, денеска решив да направам многу интересна паста со говецко месо, за оние кои се љубители нели на месо, а оние кои сакаат малку поздрава храна, ќе направам многу интересен чипс од сладок компир од цвекло од пашканат. Ќе направам еден многу интересен тахини сос со таани, со лимон и малце лукче. Во него ќе додадам и семе од љупен коноп, кој е навистина многу здраво за нас луѓето. И ќе направам еден цитрусен крем на база на агар. Агар е желатин кој е комплетно вегански и е многу поздрав од желатинот, за тоа што замислете, ако желатинот се растопува на 36-37, он тогаш почнува полека да стега микробиолошки, е многу стабилен и добро е да се користи во храната што ја готвиме, затоа што навистина е многу здрав. Многу едноставно јадење ќе биде прво пастата, а исто така и кремот со печениот зеленчук. Се што треба е само да појдете на најблиското пазарче или маркет и да купите се што ви е потребно. На зеленчукот ќе му биде потребно доста време да се испече, ќе го печеме овој пат, тоа што ситно вака на мали парченца, на мали тенки крукчиња, ќе ги ставам во тавче на пергамент хартија, ќе додадам масло и сол, ќе ги измешам убаво и ќе ги ставам на 160 полека и убаво да се испечат до нај момент додека не добиеме крцкава структура. За тоа време ќе го направам сосот, како што ви кажав, тахини и ќе почнам да спремам пастата. Говецко месо. Одберете убаво парче говецко месо и исечете го на мали коцки или на мали тенки квадрати и ставете го на јака маснотија добро да се пропржи, а потоа додадете кромит, морков, целер и оставите сето тоа убаво да се динста, додадете вино, додадете малце бујон или вода и постепено оставете на средна температура полека да си крчка, да омекне убаво говецкото месо. Сосот ќе го збогатиме и со доматно пире, малце зачини и ќе биде навистина перфектен. Ова е многу позната паста во Италија и овој пат одбрав тестенини како што се папарделите. Папарделите се многу слични на таѓателите или на нашите јувки, меѓутоа се малце пошироки и многу убаво изгледаат во чинија која ќе се сервира заедно со сосот. Ајде да продолжам со зеленчукот, со чипсот. Ќе го ставиме во тавчето. И на крај цвеклото. Цвеклото, ако не сакате да си ги обоите рацете, користете ракавици. Еве го и цвеклото. Убаво е што парчињата чипс нема да бидат со иста форма, него ќе бидат со различна. И од кога ќе го направам сосот, ќе го ставам во чинија, тие од озгора ќе ги наредам, ќе биде и многу убаво на изглед, а и многу вкусно. Посебно со додатоците, како снимките од тиква кои се навистина многу здрави, драги мои, треба секојдневно да ги употребуваме, посебно кога сакаме здраво нели да се храниме. Сега во тавчето ќе додадеме масло и ќе додадам сол. И нежно ќе ги измасирам. Значи зеленчукот не треба да биде многу масен, треба да биде само намастен. Сега, како што ви кажав, вака спремен зеленчукот ќе го ставам да се пече на 160, се додека не добиеме убав и крцкав зеленчук. Зеленчукот го ставив да се пече, а сега ќе го направам и кремот од портокал и од лимон со агар-агар.
исцедете го портокалот, 200 мл да имаме свеж сок, процедете го низ сито и оставете целата оваа смеса убаво да проврие. Откако ќе проврие, ќе го додадеме агар-агарот, ќе промешаме и ќе оставиме целата таа смеса да се стегне. Откако добро ќе се стегне и ќе желадира, тогаш со блендер убаво ќе изблендираме и ќе добиеме еден убав цитрусен крем кој навистина одлично ќе одговара со ова посно јадење. Да почнам да го спремам месото. Месото, како што ви кажав, за оваа паста треба да биде говецко и треба да одберете убаво и квалитетно парче месо. Ќе му кажете на месарот што сакате да направите и он ќе ви го даде најдоброто месо за таа намена. Исечете го месото на тенки парчиња, а потоа тие парчиња исечете ги на уште потенки парчиња. Тавчето ставете да се загрева, а кога ќе го исечете месото, додајте само маснотија и ставете го месото убаво да се испржи. Додека месото се пржи, исецкајте го и зеленчукот. Од кога ќе биде испржено, додајте го него и диснајте све заедно. Месото го исецкав, сега во тавчето ќе додадеме масло. Внимавајте со метална лажица кога мешате во вакво убаво тавче да не го оштетите секогаш нежно и елегантно. Додека месото си се пржи, сосот, лимонот и портокалот веќе убаво зоврија. Сега ќе додадам малце агар-агар. Обично вела дека 1 грам е за 100 мл, меѓутоа секогаш по потреба. Додадете малце, видете како ќе реагира, а потоа правете се што треба да правите, нели? Сега ова убаво ќе го измешам. И ќе го ислучам огнот, ќе оставам сето ова убаво да си се стегне, да се желадира. А потоа, како што кажав, ќе го изблендирам. Ајде да продолжам јас со тестенините, со сосо за тестенини. Мевцето веќе почна да пушта од аромата. Да, и го сакам овој мирис на свежо испржено месо, посебно месото кога е тазе, а не смрзнато. И уште една работа, ако имате време, ставете го малце во замрзнувач месото од која ќе го купите, за да се стегне малце, за да можете полесно и поедноставно да го исечете. Затоа што кога е комплетно меко, нели, мрда и така натаму, вака ќе биде стегнато и ќе можете убаво да исечете. Кромидот ќе го исечкам исто така ситно и откога месото ќе биде готово, ќе го додадам и него да се пржи. Замислете каков вкус ќе има сосот на оваа паста, прекрасен. Тивко, готвено, квалитетно говецко месо со морков, со кромит и со целер. Идеална комбинација вкус, што навистина сите го сакам. Девеесет минути најмалку е потребно за овој сос да биде навистина посебен. Затоа не брзајте. Зеленчукот си се пече и од него, кој што кажав, ќе направиме чипс. Сосот е веќе готов. Ни останува само дел по дел да додадеме све во месото,
да додадеме вино, да оставаме полека тоа да се крчка, да ги свариме папарделите и да го направиме секако сосот со таан. Месото се пржи, јас и морковот сега ќе го исечам. Ете така. На мали коцкички вакви. И кога ќе јадеме, ќе се гледа и морковот. Убаво малце ќе ја смени, нели, и бојата, ќе додадеме и свеж зачин на крајот, кога сето тоа ќе биде готово. Сварените папардели ќе ги додадеме во сосот, добро ќе мешаме и пастата е готова. Целер стебло, навистина многу здрав зеленчук и велат дека по 100 мл сок од свеж целер да пиеме секој ден, затоа што комплетно го регулира и шекерот и притисокот. Можеме да го додадеме и во смути, можеме да го додадеме во се буквално, а најдобро е да го испиеме така свеж. Еве го, месото е одлично испржено, ја испари целата вода што ја пушти и сега е време да го додадеме зеленчукот. Добро ќе промешам и ќе оставам да омекне комплетно, а кога ќе омекне комплетно зеленчукот, тогаш ќе додадам вино црвено. Ево, ајде сега. Убав колорит. Сега ќе додадам сол. Малце бибер, ловор и ќе додадеме доматен сос. Вино и малце топла вода или топол бујон. Сега ќе го направам тахини сосот. Што ми е потребно? Тахини. Многу едноставен сос, а многу здрав и многу вкусен. Паста од сусам или таан. Многу ја сакам затоа што сакам и алва да јадам. Многу. А таанот е еден од основните намирници, нели, на алвата. Додаваме пола цеден лимон и сето ова убаво ќе го измешаме и треба малку и да се згусне, што е нормално. Еве го. Одлично. Сега ќе додадам сол, додадам и малце бибер и малку лукче, колку да даде друга димензија. Лукчето многу ситно ќе го исецкаме. Да го има насекаде, а да не е многу јак вкусот. Затоа од едно чешне, почнете прво со 1/4, па ако е малце, додајте. Секогаш по малце, не брзајте. Еве, сега ќе додадеме тука и водичка, топла, за да се раздреди, за да ја добиеме потребната густина. И по малце топла водичка додавајте. Овде ќе измешам во меѓувреме. И контролата е тука. На многу е важна контролата додека готвиме, вниманието. Супер. Сега полека со водата, кога мешате, внимателно и додавајте секогаш по малце вода, затоа што овој сос треба да стои на чинијата во средина, а во него ќе ги забодеме, ќе го додадеме и чипсот од мешаниот зеленчук. Уште малце топла вода. Полека, не брзајте. Еве, мислам дека сега ќе ја имаме потребната густина. Само убаво соединете. Одлично. Тоа е она што требаше. Да го направам и испадна баш како што сакав. Сега само да го пробам на вкус. Уште малце сол. Може уште малце бибер. И за да го збогатиме вкусот, сега од кога ќе го измешам ова, ќе додадам и малце лупено семе од коноп. Замислете, 35 грама протеин на 100 грама. Меки, убави растителни влакна кои го помагаат варењето на храната и сврлањето на истата. Едноставно, нешто кое треба секојдневно да го користиме, затоа што е многу здраво, посебно за луѓето кои
се на режим или кои сакаат здраво да се хранат, едноставно задоволува се што треба, а дури има и омега-3 масни киселини, B6, цинк и еден куп состојки кои навистина ни се многу потребни. Сега ќе додадам малце во сосот. Вкусот е многу интересен, како да јадете млад орев. Многу добар вкус и мене навистина ми се допаѓа, меѓутоа не треба повеќе од 30 до 40 грама по текот на денот. Еве го, сосот е готов, едва и чекам да го пробам. Одлично. Уште сега го замислувам вкусот заедно со чипсот и со кремот од цитруси. Зеленчукот омекна и сега дојде време да го ставиме и доматното пире. Доматното пире на сето ова ќе даде друга димензија. Еден посебен шмек кој навистина сите го сакаме, а и го познаваме за тоа што, нели, ако по нешто сме познати во светот, тоа е по нашиот домат, македонски јабучар или биволско срце, стара сорта, која за мене е најдобра. Сега, месото ќе го оставиме да се пржи, се до оној момент додека не го почувствуваме мирисот или аромата на доматната паста. А кога ќе го почувствуваме тоа, додаваме вино, оставаме да испари алкохолот, штом испари алкохолот, веднаш ќе додадеме и топла вода и овој сос ќе го оставиме полека да си крчка 20 минути. Додека сосот крчка, ја ќе си ја средам кујната и пред да биде готов, 15 на минути, ќе почнам да ги варам и папарделите. Во големо тенџере ставете сол, велат водата да биде како морска вода. Откако добро ќе зоврие, ставете ги папарделите и сварете ги ал денте. Оставете ги, значи не комплетно сварени, затоа што дополнително ќе се обработат и во сосот и ќе бидат навистина перфектни. Јас го почувствував мирисот на доматното пире и сега, како што ви кажав, го додаваме виното. Еве го моментот. Месото е баш онака како што треба, алкохолот испари и сега јас ќе додадам топла вода. Секогаш додавајте топла течност, врела течност, за да не ја прекинете термичката обработка, што е многу важно. Сега добро ќе промешам и додека ова си крчка и си се готви полека, ја си направам едно кафенце и вистински ќе уживам, затоа што уште сега кујната мириса превкусно. Погледнете цитрусниот сос како убаво се желадираше. Сега јас ќе го додадам во длабок сад и со рачен блендер сето тоа убаво ќе го изблендирам. Сега ќе добиеме еден убав сос или еден убав гел. Одлично. Добивме убав крем или цитрусен сос. Видиме сосот за пастата до каде, па ја мислам дека е време да ја додадеме и пастата и сето тоа добро да го соединиме. Пастата, драги мои, ја сварив и комплетно ја шокирав во ледена вода. Или ако немате дома мраз, ставете во длабока ладна вода да остои да се олади, а потоа веднаш иседете. Не додавајте никаква маснотија, затоа што тоа не е добро. Ако додадеме маснотија на сварените тестенини кои ќе ги ставиме во сосот, сосот ќе бега од нив. Тогаш не е добро. А ако ги оставите суви без маснотија, сосот ќе се залепи на тестенината и тогаш ќе биде навистина онака како што треба. Од средината ставете лажицата во средината и многу нежно, многу внимателно почнете да мешате, меѓутоа внимавајте да не ги искинете тестенините. Протресете малце и нежно измешајте. Ова е паста за четворица. Ја
Ја ставам сега во една голема чинија и таа голема чинија ќе ја оставам на средина на масата, од каде што сите ќе земат од пастата и вистински ќе уживаат. Меѓутоа, пред да земат од пастата, секако ќе треба да го пробаат и нашиот тахини сос со печен зеленчук или чипс од зеленчук и цитрусен сос. Огнот ќе го исклучам и хајде сега да сервираме. Ова ќе го ставам во најлонски шприц. Сега ќе го врцам. Земам една чинија и со лажица од тахини сосот ставам во средината. Ќе направам круг. Не смее да биде мазен, него треба да има неправилна форма. И ќе земам од чипсот и наредам вака. Сосема доволно. Дозгора ќе додадам печени семки од тиква, кои се навистина многу здрави, и ќе додадам лупено семе од коноп. Ставете од киселиот сос. И вистински уживајте во ова предјадење, осно, меѓутоа многу здраво. Сега, пастата. Додека пастата уште малце прима од се, јас ќе изрендам пармезан или некое старо овчо македонско жолто сирење, кашкавал, како што го нарекуваме, нели ние. Идеален вкус ќе даде. Сега многу внимателно ќе оставам ова во погледнете оваа убавина. Само да не ми избега, нема кај да бега. Полна чинија со превкусна паста. Ајде сега ќе нанесеме на секаде пармезан. Вака. И од озгора ќе ставам уште малце од конопот и од семките. Дополнително. Не е штетно, многу е корисно. Нека ни е на здравје. Малце поголема чинија требаше, ама и вака е добро. Ставете на маса и вистински уживајте во вкусот на сето она што сте го сготвиле. Чипсот од коренест зеленчук испадна одлично, тахини кремот идеален, цитрусниот гел навистина освежувачки, а пастата со сецкано говецко месо идеална за сите нас, па верувам дека и за вас. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие не заборавајте да посетите нашата веб продавница и да одберете се што ви е потребно за да може да сготвите убава и вкусна храна. Секако, поздрав до моите пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, кои постојано се грижат да бидам во одлична форма. Ви благодарам и имајте пријатна вечер.